По овој повод сакаме да испратиме една порака до граѓаните на град Скопје, дека е многу важно на следните избори, кога се определуваат за програмата на господинот Косе Трајковски како кандидат за градоначалник, да гласаат и за членовите на Советот, редовите на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Битниот момент заради што треба да се поврзи тој глас со едното и со другото се состои во фактот дека Советот на градот Скопје стои зад програмата на градоначалникот Трајановски Коце. Второ, ако во Советот нема идентитет мнозински на членови на Совет, заедно со градоначалникот Косе Трајановски, ако во Советот има мнозинство од други структури, тоа значи дека е многу известно да биде работата на градот Скопје како локална самоуправа блокирана, да има многу политиканство и да има, така да се каже, многу уцени во однос, испорачани во однос на градоначалникот. Тогаш програмата за која што граѓаните гласале не ќе може да се спроведи практично. Ќе испадне дека гласале, иако гласале во мнозинство, дека е можно да биде блокирана од малцинството на градоначалничкото гласање поради фактот што во Советот ВМРО ДПМНЕ и коалицијата со него ќе немаат мнозинство. Бидејќи е тоа законски модел и единствен законски модел, тоа досега, например, функционираше на следен начин. Бидејќи во минатиот избори ВМРО ДПМНЕ во коалиција со ДУИ имаше мнозинство, успеа градоначалникот прокламираната програма да ја оствари на едно завидно, би се рекло импресивно ниво, бидејќи се гледа она што е сторено во градот Скопје и може да се споредува со сите мандати, па ако сакате почнувајќи од ослободувањето до сега. А јас би споменал само 3 крупни проекти кои што тешко ќе може воопшто да бидат спроведени доколку Советот беше навистина со една противречна структура, ако постоеше така наречената кохабитација која што не функционира, например не функционира ни на централно ниво, обично кога председателот е од една партија, а мнозинството на парламентот од друга, исто така не функционира и на ниво на локална самоуправа кога градоначалникот е од една структура, а Советот, мнозинството е од друга структура. Например, само да споменам, она што се направи со Илинденска, Теодоси Гологанов, булеварот Климент Охридски, не само што се проспекти што го разубавија градот Скопје, туку го растоварија сообраќајот и тоа чувство го имаат сите граѓани практично. Стојат во наредниот период во програмата која што е многу богата и многу клучни проекти за натамошен развој на градот Скопје, растеретување на сообраќајниот хаос, подигнувањето на нивото на чистотата, создавање на булевари кои што го прават Скопје главен град. Например, најголемата инвестиција која што започнува веќе е подземната сообраќајница од владата до комплексот банки. Понатамо трета македонска бригада од аеродром па натамо се до Лисиче. Или проширувањето и започнувањето на големиот проект на Христијан Тодоровски Карпош, кој што го знаете и кој што на одредени места има тесни грла, а во перспектива треба да истера према правецот север. Не е можно, навистина, да започне ефикасно, без губење на време, на енергија, градоначалникот да ја реализира својата програма, ако нема поддршка во Советот на градот Скопје. Од тие причини е многу важно да се разбере дека моделот е таков, доколку граѓаните ја сакат програмата на господинот Косе Трајановски, а сметам со оглед на минатиот труд и на тоа што предложи, дека тука има место за најголема увереност дека тоа е реална програма и дека има шанси реално да се оствари,
да се подкрепи советничката листа од страна на предложена на ВМРО, ДПМН и на коалицијата и на тој начин да се создаде еден тандем за програмата да биде усвоена. Друго би било да не биде таа програма прифатена, да биде прифатена некоја друга програма, тогаш би рекле и во тој случај подобро Советот да биде во блок со градоначалникот, бидејќи тоа е моделот на локална самоуправа кој што законски функционира кај нас. Од тие причини ги повикуваме граѓаните на град Скопје да ја дадат поддршката за програмата на кандидатот на ВМРО, ДПМН и коалицијата Коце Трајановски за градоначалник и укажуваме поддршката и на Советот од истата коалиција е гаранција дека таа програма на вистина реално ќе се спроведе. Ви благодарам многу. Најнапред би сакал да го искажам своето задоволство што еве денеска и официјално почна кампањата за локалните избори за 2013 година. Би сакал најнапред да им се заблагодарам на граѓаните на градот Скопје кои што ми ја дадоа довербата во 2009 година и врз основа на таа доверба ми пружија можност да се реализираат голем број на проекти во градот Скопје. Во изминативе 4 години работевме макотрапно и посветено и реализиравме клучни проекти кои што го подобрија живењето во градот Скопје. Тие проекти немаше да бидат реализирани доколку не ја добивме поддршката од Советот на град Скопје. Ако немаше донесено одлука на Советот, немаше да ја реализираме Линденска. Ако немаше донесено одлука на Советот, немаше да го реализираме булеварот Климент Охридски. Ако немаше одлука и поддршка од Советот, немаше да го направиме ниту булеварот Теодоси Гологанов, ниту турбокружниот тек и многу други проекти за кои што обавезно требаше одлука на Советот. Ние таа поддршка и таа одлука ја добивавме од Советот. Меѓутоа, таа не беше целосна со оглед на тоа што немавме мнозинство во Советот. Денеска сме тука за овие локални избори во 2013 година да го промовираме Советот на градот Скопје. Овие 45 советници кои што се на листата на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. На овие избори настапуваме со конкретна програма. Во оваа програма ги има сите оние проекти кои што треба да ги реализираме во овој следен 4-годишен мандат. Во ова програма има проекти кои што се навистина значени за подобрувањето на условите на живење на граѓаните на градот Скопје. Само ќе напоменам дека една од клучните проекти е подземната сообраќајница од Илинденска па се до комплексот на Банки. Таа сообраќајница нема да се реализира доколку не добиеме поддршка, тоест одлука на Советот на градот Скопје. Нема да се реализира ниту ски патеките, нема да се реализира ниту трета македонска бригада доколку не се добие поддршка, тоест одлука од Советот на градот Скопје. Затоа ги повикувам граѓаните на градот Скопје кога ќе гласаат за градоначалник на градот Скопје, истовремено да гласаат и за Советот на градот Скопје. Со тоа ќе се овозможи да се реализира, непречено да се реализира програмата со која што настапуваме на овие локални избори. Ова е заедничка програма и на градоначалникот и на Советот на градот Скопје. Ја барам поддршката на граѓаните за Советот, за да нема обструкции, за да нема блокирање, за да нема пазарење. Оваа поддршка е многу неопходно потребна. Да се гласа за Советот на градот Скопје, да се гласа за носителот на листата на Советот на градот Скопје, за господинот Владо Поповски и за сите овие 45 советници кои што ја представуваат советничката листа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Се надевам дека граѓаните на градот Скопје ќе сватат оваа порака со оглед на тоа што ние сме едно исто тело, заради тоа што донесуваме и треба да реализираме една иста програма. Ги повикувам граѓаните на градот Скопје масовно да излезат на 24 март и да ни ја дадат поддршката за градоначалник на градот Скопје, за мене, за Коце Трајановски, кој што ги реализира крупните проекти во изминатиот период и покажа
дека она што било ветено во 2009 година, тоа е остварено. Тргајќи од тоа, исто така, ова што го ветуваме со ова изборна програма, ќе го оствариме во наредниот 4-годишен мандат. Исто така, ги повикувам да гласаат за советничката листа на градот Скопје под реден број 19. Чиф носител е Владо Поповски. И со тоа, оваа програма да стане реалност после 4 години. Да се собереме тука и да ги сумираме резултатите од 4-годишното работење на градот Скопје, на градоначалникот и на Советот на град Скопје. Благодарам.